Денес е 18 мај, Меѓународен ден на музеите. Нашата институција, Вински музеј, и оваа година активно се вклучува во програмата за одбележување на овој настан. Дозволете ми накратко да споменам дека Меѓународниот ден на музеите се празнува од 1977 година. Оваа одлука е донесена на Генералното собрание на ИКОМ 1977 година во Москва. Од тогаш наваму 145 земји го прославуваат овој ден, а целта е да се отворат ширум вратите на музејските институции за посетителите и да можат посетителите и сите љубители на културата и уметноста одблизу да се запознаат со богатото културно наследство кое што е токму изложено во самите музејски институции. Оваа година Вински музеј по повод Меѓународниот ден на музеите ја отвара изложбата во чест на виното низ времето. Нормално поврзано со винарството и лозарството, за тоа како се одбележувал овој празник, во чест на виното низ годините наназад. Изложбата е дел на авторот, фотографот Бранко Ивановски, кој што е родом од Неготино, но целиот живот го посветил го поминал во Кавадарци, и изложбата сама содржи 20 фотографии кои што имате прилика да ги погледнете. Покровител на овој настан е винарија МГ од Кавадарци и винарија Чирков исто така од Кавадарци. Ви посакувам на сите добро да се чувствувате, да ја погледнеме заедно изложбата и да ги поминеме овие незаборавни моменти овде и со тоа и ние како институција да допринесеме во одбележувањето на овој ден. Голема чест ми е тука да ви презентирам дел од фотографиите на фотографот Бранко Иванов, бидејќи како фотограф него најголема желба му било да организира фотографии од Тиквишкиот гроздобер. Тука има 20 фотографии кои се дел од скоро 800 фотографии од Тиквишкиот гроздобер. Куриозитет е што сите фотографирани на медиум формат со исклучителен квалитет во денешни услови. Тоа би било еквивалент на некои 150 мегапиксели и заради тоа сите фотографии се ефтен квалитетни со многу детали и сите останати работи што одат со тоа. А Тиквишкиот гроздобер мислам дека се бил од 1960 и некоја до 1981. Господинот Бранко го има забележано еден многу добар дел од отварањето, гости, културниот живот и еден ред други работи што не знам како да ви ги опишам сега, пошто фотографијата како ептен мочен медиум најдобро е кога ќе се погледне. Изложбата е отворена. Фала ви на сите.